Ниските плати, а високите цени за живеачка и нефункционалноста на целокупниот државен систем само дел од причините за незадоволство на граѓаните што е воочливо на денот на независноста на републиката, која се прослави со апатична свичаност во градскиот парк на Школка. Нерасположеноста да се говори за најголемиот државен празник, ден по прославата, на истата локација, ја забележа и објективот на Алфа. Малкумина храбри зборуваат дека чувството е такво, оти немаштијата си го прави своето. Овој пат многу малку граѓани на прославата искочија. Зошто мислите дека е тоа така? Па се знае криза, невработени, плати мали ради тоа. Состојбата на државата не секој што ја доживува, да ви кажам искрено. Разочарани сме. Што? Па и од политиката и од се. Скромната посетеност на прославата се должи на разочараноста од владините политики, коментира поранишниот амбасадор и аналитичар Ристо Никовски, кој вели: "Онаа Македонија од 1991-та повеќе ја нема, избришана е." Последниве неколку години таа држава беше уништена или поништена, како сакате, и можеме се кажеме дека денеска македонска држава веќе не постои. Не е клучно дали и каде се држува свеченоста. Народот чувствува болка, чувствува чемер, чувствува темнина, а треба да биде место тоа радост, убавина и сонце. Значи, се работи за нешта, за настани кои го дерогира сето тоа што македонскиот народ скоро едногласно во 1991 година го прогласи, зашто се избори, зашто гласаше на референдумот. И политичкиот аналитичар Агем Јунус со критика за одбележувањето на независност. Во својата колумна тој наведува оти владата ни малку не се намачила да ја придаде на значење на независноста како државен празник, барем со обезбедување на знамиња. На еден таков ден, да не беа оние кои мораат, ќе беше двајца без тројца, а од она што се вика сериозно одбележување. Мојата најсериозна забелешка е што владата не одделила некој денар да дели знаменца на Македонија, па на децата да им дели да си мафтаат, да се знае дека таа гужва не е из чиста мира, него се работи за држава. Градскиот парк треба да биде прешаран со знамиња, со налепници, со маици, со бесплатна ладна вода, со црвено-жолти балунчиња за децата, па така се всадува свест на државност. На свеченоста не се појавија високите представници на албанската владеачка ДУИ, наместо првиот човек на партијата Али Ахмети или пак собранискиот спикер Талат Джафери. Доволни биле владините функционери, посочи Артан Груби во телефонски разговор за Алфа. Македонија одбележува 28 години од успешно спроведениот референдум во 1991-та, на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. На референдумот над 95% од граѓаните што излегоа да гласаат позитивно одговорија на прашањето дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија. Претходно, на 25 јануари истата година, првиот повеќе партиски македонски парламент усвои декларација за независност. Волјата на народот за самостојна држава формално беше потврдена со декларација за прифаќање на референдумските резултати на 18 септември 1991 година во Собранието на Република Македонија.